Почитувана колешке, со оглед дека неколку пати на овој амандман сум и јас подпишан и горе до дискусијата ја водиме на една аргументирана основа. Јас сакам само да кажам два аргументи. Прво, 90 милиони денари, минатиот пат објаснивте вие дека не се доволно пари за да се отпочне со операционализација и со работа на еден ваков рудник. Но од друга страна е важно да се каже дека ова е добра појдовна основа за да почне дали проектирање или почетокот на реализацијата, за да може до крајот на наредната година или кога и да може да биде ставен во да се работи со овој рудник, за да може да се ископува од таму јаглен кој што потоа ќе го користат комбинатите. Ние да започнеме од оваа сума, па понатака во наредните буџети не сметам дека е голем проблем. Дали со одлука на влада, дали со прераспределба на средства, како што неколку пати годинава му префрлавме големи суми на овојот Елем Ковачевски, да го направиме за да може рудникот да работи. Зошто толку сме мотивирани да го поднесуваме овој амандман со колегите кои што сме подпишани? Заради тоа што сметаме дека во овој момент е многу поевтино да се произведува електрична енергија отколку таа да се увезува, а тоа го свативме изминативе 30 на дена кога имаме внесено електрична енергија за повеќе од 30 милиони евра, а еве денеска е точно 7 декември, од 1 до 8 декември имаме увоз на струја повеќе од 1,1 милиони евра дневно. И на крајот, најверојатно сте ја виделе, за рудникот по Повијани јас го слушнав и премиерот Ковачевски, чинам дека беше дека се размислува да се отвори рудникот токму ваму. Сега јас знам дека имало проблем од населението, знам дека идејата е десетини години стара, но самиот премиер кажа дека се размислува и таму да се операционализира рудникот, дека во аспект на она што беше наш проблем за да го изгласаме заемот на Елем од 100 милиони евра бидејќи се предвидуваше затварање на тие капацитети, кажа дека тие капацитети нема да се затворат, дека ќе се пренесат само на газ или на некој друг начин на работа, наместо на термоначинот на работа со јаглен, но дека тој начин нема да запре и дека се истражува, дека раководството на Елем истражува и други начини за да прави откривки на јаглен, од кои што еден ќе биде од рудникот по Повијани. Затоа сметавме дека треба да најдеме начин и ние да му помогнеме на премиерот и го поднесовме овој амандман. Еве сега да издвоиме 90 милиони денари да се почнат некои подготвителни активности, затоа што верувам дека во Елем сигурно има некои проекти или луѓето правеле одредени истражувања, да видиме до каде се, да се почне со разговори со местното население, да се изврши ако е потребно одредена експроприација и потоа да се направи на посериозна финансиска конструкција, па можеби на ребалансот да ги дополниме средствата или дел од овие 250 милиони евра кои што во буџетот велите дека се предвидени за помош со енергетската криза, да ги пренасочиме таму за да може да се направи ете уште еден рудник, за да може да прави откривка на јаглен, за да не се увезува толку скап јаглен од околината. Благодарам.